Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во новото издание на емисијата Визави. Мој вечерашен гостин во оваа емисија е директорот на јавното предпријатие Струмица газ, директорот Благој Милановиќ. Директоре, добро дојдовте во Визави и се надевам дека ќе имаме успешна емисија. Добро вечер, благодарам на поканата. Се надевам јас на успешна емисија. Така, неминовно е да не го спомнеме и COVID-19, кога станува зборови за јавното предпријатие Струмица газ, како вие, еве, бидејќи сме и на крајот, речиси, на годината, година која што остави многу белек на целата земја, па еве и на вашето, предпоставувам, јавно предпријатие, како оценувате оваа година? Па оваа година по поглед на економијата е тешка година. Се осеќа кај нас конкретно во предпријатието се осеќа доста по тоа што предпоставените приклучоци што ги очекувавме да ги имаме за оваа година, бројката не ни се оствари. Кај луѓето постои интерес, меѓутоа не се опуштаат финансиски да влегуваат во такви инвестиции, затоа што сепак кошта едно пренаменување од еден во друг енерген, посебно во гасот. Не само кај домаќинствата, истото го осеќаме и кај стопанските објекти. Имавме некои што веќе беа припремени од порано кои се приклучија, меѓутоа доста нови и покрај тоа што цената на нафтата се покачи ова година и очекувавме дека истите тие стопански објекти ќе дојдат и ќе се приклучат на гасоводот, тоа не се случи. Моја претпоставка е баш таа економска ситуација која што остава многу белек. Која што е последица од оваа пандемија. Така, но меѓутоа не значи тоа дека Струмица газ немаше активности, имавте изградба на гасоводна мрежа од 6000 метри. Да. До каде е изградбата? Ова година изградбата одеше преку општина Струмица, преку кредитна линија од Светска банка. Предвидени беа некои 7 километри, досега има изградено безмалку 6000 метри. Остатокот од 1200-300 метри се гради во овој период. Се надевам дека ќе ни дозволат временските услови да ја завршиме на времено, да го завршиме цел, да го заокружиме овој проект што беше и да продолжиме со приклучување нови корисници на овие нови 7 километри градска мрежа. Со ова се заокружува една бројка од нешто над 40 километри дистрибутивна гасоводна мрежа во општина Струмица, поточно некаде 41.500 метри. Во овие проекти беше предвидена и една делница која ќе оди до населено место, прво населено место во Струмица, тоа беше делницата до населено место Дабиља. Меѓутоа се пренасочи оваа делница за некое друго време, бидејќи тука требаше да се направи регионалниот пат помеѓу Струмица и Дабиља. Не можевме да се усогласиме со проектот за реализација на ова сообраќајна делница и оставаме ова делница за некој нареден период, а во меѓувреме истите овие средства ќе ги употребиме за други иста таква должина од 1000 метри во самиот град. Така, директоре, сега невкусно би било сите улици да ги спомнуваме, нели, никој не го бара тоа, да. Но прашањето ми е дали главните улици, дали улиците каде што еве во блиска иднина или во иднина некогаш би можеле веќе да создаваме мрежа се покриени. Па вака сега, поголемите улици и главните булевари во градот се уфатени со дистрибутивната мрежа. Навлезени се и во помали и во потесни улички. Најпрво градиме мрежа таму кај што одговараат и условите со подземната инфраструктура, кај што и инфраструктурата е погодна за градење. Поточно таму кај што има тротоари, кај што можеме ние да ја сместиме нашата мрежа. Голем дел, посебно во стариот дел на градот, се тесни улички со многу мали или дури и без тротоари. И тие улици се непогодни баш за проширување и затоа се оставени во некоја подоцна фаза на приклучување. Иначе главните улици како што е Младинска, како што е Ленинова, 24 октомври, сите тие поголеми делови се веќе офатени. Булеварот Маршал Тито, се тоа е офатено и завршено. Така, никој од почетокот на годината не го очекуваше COVID-19 дека ќе чукне и на наша врата, но ете, да. И затропа. Земавте кредит од Светска банка. Како го отплаќате овој кредит? Ви помага ли општина Струмица или генерално? Светска банка го зема општина Струмица. Значи, сите обврски отпаѓаат на општина Струмица. Се направи некоја проценка дека истите тие средства што ги користиме за неколку години, истите средства може да ги искористиме во една година, да ја прошириме наеднаш мрежата за таа должина, а после со поволни каматни стапки многу ниски, општината процени дека може во наредните 10 години да го сето тоа сервисира.
Тоа беше нивна проценка и на тој начин се реализира цел овој проект. Значи, кредитот го зема општина Струмица и таа си ги отплаќа ратите за истиот. Така. Тоа е комбиниран кредит во кој што влегува и замена на водомери за јавното предпријатие, комунално предпријатие Комуналец. Значи, Тоа кредит се со повеќе водомери за намени. далечинско читување, да. Тоа е Така. кредит со повеќе намени, две намени. Едната е изградба на дистрибутивна гасоводна мрежа и вториот дел се замена на водомерите за далечинско читување. Така, Јавното предпријатие на почетокот од емисијата, пред да ја започнеме емисијата, кажавме дека нема да правиме статистики, колку имаме како бројки. На крајот на денот, всушност и не се клучни бројките како до милиметар, но меѓутоа мораме да знаеме некаква перцепција. Колку граѓаните се заинтересирани да се приклучуваат кон гасоводната мрежа. Имаме ли бројка која што приближно можеме да направиме слика? Вака сега во моментот имаме некаде нешто помалку од 300, 200, скоро 290 корисници, активни домаќинства, кои што го користат природниот газ за грејење, за припрема на санитарна топла вода и за готвење. Имаме дел кои што се приклучени на дистрибутивната гасоводна мрежа, меѓутоа со нивни познати причини се уште не го користат природниот газ, дали внатре немат извршено пренамена на нивните системи. Имаме 18 јавни институции кои што се приклучени на дистрибутивната гасоводна мрежа и го користат гасот. И во овој период уклучивме уште 4 нови. Тоа се урбанизмот, тоа е нашето јавно предпријатие, бидејќи сме сега во нова зграда, паркиралишта и делот на Комуналец. Има уклучено пред 2 месеци и детската градинка, таа најстарата детска градинка што беше горе кај стариот театар. А во догледно време сега брзо треба да ја уклучиме и детската градинка позади Жито Струмица. Се работи и на тоа. Има уклучено некои 26 индустријски стопански објекти. Сега тука ги вбројуваме и кафичи, ресторанти, меѓутоа и поголеми објекти како што се Макс, Биг Нидо и така. Така. Не е тоа некоја голема бројка за сите овие години кои што работиме како предпријатие, меѓутоа се што е ново кај нас малку потешко влегува во употреба. Така. Што е со државните институции? Државните институции до сега имаме само една приклучено, тоа е Фондот за пензиско осигурување. Со другите институции имаме правено контакти, за некои веќе се имат изработено и проекти, на некои им имавме и помогнато да со помош на тие проекти, со изготвените проекти да учествуваме на некои јавни повици кои што ги беше објавила државата. Се уште други немаме приклучено. Имавме конкретно контакти и со МВР, и таму мислам веќе некој си како прединвестицијска студија беше направено, колку се тоа ќе ги кошта, како ќе биде, што ќе биде, некој си идеен проект. За музејот веќе се има изработено проект, за стариот театар се има изработено проект, таму се чекат некои работи да си ги средат околу надзори и тие работи, за измена на проектот се беше направена. Очекуваме дека во скоро време ќе ги врземе и нив. Бирото за вработување исто има интереси, таму мислам дека имаме веќе направено проект. Имаат, меѓутоа се уште, освен Фондот за пензиско осигурување, другите не се поврзани. Директоре, ние новинарите, еве медиумите сме гласот на народот и би сакала овдека да го искористам тој момент. Може би ќе кажете дека е шпекулација, но помеѓу народот се зборува дека некои од домакинствата плаќаат високи сметки за гасот кога доаѓа крајот на месецот, други пак велат дека се задоволни, трети се откажуваат, се враќаат повторно на старите реагенси кои што ги користеле. Може ли да ми кажете колку од прилика би ме чинело мене како корисник на газ во домаќинство од 100 метри квадратни? Сега вака прво една кратка забелешка на еден дел од вашето излагање. Нема ни еден корисник кој што се откажал од гасот и се вратил на друг реагенс, добро. Може некој еден краток период си го регулирал, го намалил начинот на грејење. Зошто? Затоа што многу луѓе
се загреваа со една печка, домаќинствата грејат дома помалку простории. И сега кога се префрли на централно грејење, го уклучува целиот систем да работи и така е најдобро. И тука веќе грејната површина е многу поголема. И нормално е да се троши поголема количина на газ. Тие муабити дека гасот е скап, гасот е вака, гасот е така, да, може би цената кај нас е поскапа во однос на Куманово газ, затоа што единствени се они дистрибутивно предпријатие во државата, меѓутоа тоа е нормално бидејќи ние го носиме гасот во компримирана форма. Користиме компримиран природен газ. И тука нормално е да има повисоки трошоци. Не е тоа екстремно скапо, меѓутоа во однос на другите енергенски сме секако поевтини. Еве да кажеме, моментално цената е 31,176 денари. Тоа е со вклучено ДДВ. Или изразено во киловат часови, да е поблиску до струјата некоја компарација да направиме, изразено во киловат часови доаѓа некаде околу 3,26 денари е киловат час. Електричната енергија киловат час знаеме дека е со платен ДДВ сега со новата цена некои 7 денари. Разликата е колку е помеѓу гасот Така. и електричната енергија. Ако земеме колку е од нафтата киловат час, 51,5 денарот ми се чини дека е сега литро нафта, тоа испаѓа дека е некаде околу 5,2 денари киловат час. Значи нафтата е далеку поскапа. Сега, проблем е со дрвата, не можеме да направиме добра компарација. Зошто? Затоа што во литературата сите податоци што се дадени за дрва се дадени за дрва со многу мала количина на влажност, со 20 или 30% на влажност во нив. Кај нас никој не користи толку исушени дрва. Ги купуваме. Пролетта ги гореме. Сега. Така. Нема време тие дрва да се исушат толку. Влажноста кај нив е многу поголема, така да тие карактеристики што ги има во литературата не може да ги користиме за наши потреби. Искуствено од луѓе кои што претходно користеле дрва, сега користат природен газ, имаме правено некои компарации и доаѓа многу мала разликата со дрвата. Моменталната цена. Ние имавме и цени кога беше и повисок гасот, цената беше и 47 денар. Да. Тогаш не беше блиску до дрвата, беше поскапо од дрвата. Меѓутоа сега сме многу блиску, скоро изедначени. Тоа што ме прашавте колку би било за 100 квадрати. Прво зависи дали станува збор за индивидуална куќа, дали станува збор за стан во стамбена зграда. Дали куќата е поединечна сама или е лепенка како што ги има во Струмица по 2-3 една до друга. Има изолација, нема изолација, заменети прозори, незаменети прозори, начинот на грејење внатре, така да ние имаме вадено некој просек, да кажеме изолирана куќа со фасада од стиропор, со заменети прозорци, самостална, не е лепена, не е стамбена зграда, некаде во просек испаѓа околу 10 нормални метри кубни на квадрат. Што значи за 100 квадрати некаде околу 1000 нормални метри кубни годишно би се трошеле за грејење. По сегашната цена, тоа преведено во пари, излегува дека се некои 32.000 денари. Така. Таа би била цената за грејење за 100 квадрати. Доколку нема изолација, тука веќе драстично се менува ситуацијата. Во тој случај во просек би требало некаде 15 нормални метри кубни по квадрат. Така. Доколку се работи за стан кај нив се па некои се симнуваат и до 7 нормални метри кубни по квадрат. Што значи во стан за 100 квадрати тој ќе потроши 700 кубика. Во неизолирана куќа ќе истроши 2 пати повеќе. Некаде 1400-1500 метри кубни на газ. Така да се тоа зависи од повеќе фактори, меѓутоа цената е од прилика таа. Имаме правено споредби со луѓе кои што претходно користеле дрва, сега користат газ. Во тој случај овие нови котли се во исто време и бојлери за санитарна топла вода. И работат, функционираат како проточни бојлери. И во тој случај, ако ја тргнете струјата што се плаќа за загревање на санитарна топла вода, електричната енергија која што се троши, и ако се направи споредба да се греете на дрва и да трошите електрична енергија за санитарна топла вода и да се греете на газ и да го користите гасот за припрема на санитарна топла вода, цената доаѓа некаде исто.
Така. Општина Струмица минатата година направи субвенционирање за корисниците кои што за прв пат ќе се вклучат во гасоводната мрежа, што е со оваа година или пак во иднина. Имаме ли некакви најави? Ова субвенционирање општина Струмица го прави од кога почна да функционира предпријатието, од кога почна во Струмица да се продава природен газ. И секоја година општина Струмица издвојува средства за субвенционирање. Првата година ми се чини дека беа некои 140 евра висина, после тоа се сменија и ситуациите, се намали и цените на приклучокот, субвенцијата беше 100 евра по домакинство. Овие субвенции се само за домакинствата, за стандардните приклучоци, и тие секоја година ја обновуваат оваа субвенција. Како доаѓаме ние во ситуација кога се приклучуваат повеќе домакинства, доаѓа на крај да завршат средствата од субвенцијата, тогаш општината носи нова одлука и повторно се субвенционира. До сега сите што се приклучени, сите се субвенционирани. Една од причините на почетокот на муабетов спомнав дека ние имаме поголем број на приклучоци, меѓутоа луѓето се уште не го користат гасот. Една од причините што се приклучени а не користат и токму таа причина. Брзат да ги искористат субвенциите, мислат дека следната година ќе нема. И од тие причини они се приклучуваат, за да ги искористат субвенциите, а не го користат природниот газ. Внатре немат извршено пренамена, немат заменето котли на газ, си остануваат на претходните енергенци што ги користеле, а се само приклучени. Така. Директоре, кога станува збор за националниот, гасовото станува ли Струмица некако како би рекла слепо црево? Не е слепо црево, Струмица е влезена во плановите во државните планови што се за поврзување на магистралниот гасовод. И тоа би требало да се направи со градење на интерконективниот вод помеѓу Бугарија и Македонија. Што значи од страната на Петрич, таму е веќе блиску стигнат гасоводот. Од таму треба да се направи интерконектор кој ќе влезе во нашата држава и ние како општина ќе се поврземе на тој дел. Времето кога тоа ќе се реализира, немам информации, тоа сепак државата си го води. Знам дека во моментот се градат два крака, едниот е према Битула, вториот е према Скопје Тетово Гостивар, така да средствата и вниманието е насочено према тие делови. Претпоставам дека кога ќе се заврши тоа, ќе се започне оваа фаза. Во меѓувреме мора да се направи уште еден конектор од страна на Грција, интерконективно поврзување со Грција. Плановите верувам дека во брза иднина ќе се оствари. Ќе се реализираат. Директоре, доаѓа полека зимата, иако веќе имаме и минусни температури. Секоја година зборуваме буквално за загадувањето. Неминовно е да не прашам за околу загадувањето, вашите ставови, вашите размислувања и не знам, можеби идеи и наметнување нели на она кое што би било решение. Вака сега, овој дистрибутивен гасовод кој што општина Струмица го има изградено, го почна 2010 година. Ова е проект кој што директно влијае на намалување на загадувањето. И општина Струмица има направено многу за да се намали загадувањето. Мој лично мислење е дека најголемиот дел од загадувањето што го имаме во општина Струмица е токму користењето на огревното дрво. Сега да не спомнам, се зборува дека се користат и други шишиња, не знам, стари гуми, сечење, пластики, најлони и такви работи. Не навлегувам во тоа, меѓутоа самото дрво како дрво е причинител за загадувањето во нашата општина. Да земеме зошто викам дека тоа е добар проект. Природниот газ е еколошки енерген. Зошто? Затоа што како производ на согорување на природниот газ се јава само јаглеродниот диоксид, CO2 и водена пареја. Тука немаме сулфурни оксиди, немаме цврсти честички, или познатите PM10 или PM2,5 честички. Тоа е исклучено. Количината на испуштениот јаглероден диоксид по гигаджул енергија добиени е некаде на половина од количината која што испушта огромното дрво. И таа е огромна разлика. Ако земеме, спомнав, ние имаме 18 институции општински и една државна кои што се приклучени на овој систем.
разликата помеѓу нафтата која што претходно се користела и природниот газ кој што сега се користи, разликата во испуштен CO2 е некаде околу 20-21 кг по гигаджул енергија. Сега, ако сето тоа претвориме колку годишно се троши, се доаѓа на годишно ниво во десетици тони помала количина на CO2 кој што е испуштен во атмосферата. Тоа е нешто што општина Струмица го има направено и веќе има допринесено за намалување. Другото мое лично мислење и убедување дека најголемиот виновник за загадувањето се огромните дрва. Меѓу другото, претходно спомнав во моабетот, во секаде во светот и во литературата се користат дрва со 20 или 30% влажност. Кај нас се користат влажни дрва. Тоа значи дека дрвото не согорува доволно колку што треба и емисијата на сите тие штетни материи е многу поголема од тоа што треба да биде. Плюс тука спаѓаат и други работи. Обично се смета дека и дрвото не е толку штетно кога е пропратена сечата на дрво пропорционално и садење на нови садници. Тоа знаеме дека кај нас не е случај. Се уште има многу дрва што се сечат на црно, на диво. Така. И не се сушат доволно. И не се сушат доволно. Покрај тоа тука ни се исто пластениците кои што ги имаме во околината наша. Таму 1 декар троши 100 кубика дрва на годишно ниво. Тоа е огромна количина. Така, на почетокот на емисијата го спомнавте Дабиле, дека кракот се пролонгира поради изградбата на патот, но меѓутоа некаде, еве сега повторно се враќам низ времето наназад, се спомнуваше дека ќе бидат гасифицирани и Куклиш, ако не се лажем и Дабиле. Дабиле, Куклиш и за уште едно населено место, извинете, не се Прво сеќавам. населено место кое што планиравме да го гасифицираме. Токму заради пластениците. Тоа беше Дабиле. Најпрво беше Дабиле. Од која причина? Од причина што на самиот пат тука помеѓу Струмица и Дабиле и левата и десната страна се индустријски објекти. Повеќето се магазини, меѓутоа путре другите може ќе поминат и во производствени погони. Од таа причина се прифативме прво ова, тука има исто училиште едно, доста големо, кое што сакавме да го гасифицираме и него. И исто е тука во близина и индустријската зона Сачево. Значи со овој крак ќе се опфатеше еден крак и на таму да пуштиме. Имаше размислување и правевме една анализа за гасифицирање на Куклиш. Не толку на Куклиш, колку што беше планот за гасификација на полето пред Куклиш. Токму на тие пластеници. Така. Таму порано беа огромен број има, по информации некаде преку 60, меѓутоа кога ги разгледувавме, кога ја правевме анализата, во моментот се користат некои 20, 27 или 28 беа на број. Тие се распоредени многу широко. И тоа беше голем проект еден кој што требаше да го спроведеме. Меѓутоа, цената на чинење на пренамена на сите тие котли, тие таму не се фабрички котли, тие се котли кои што некој ги направи во некоја работилница и не се прикладни да се приклучи на нив газ. Значи они не одговараат за приклучување на природниот газ како енергијанс. И тоа значеше дека тие луѓе треба да ги заменат котлите, да го заменат цел тој систем, да платат приклучување и таа инвестиција нив им испадна дека ќе им биде многу висока. Така, дека не би можеле да ја издржат сами. И од сите тие анализи ние увидовме дека и да пуштиме таму крак со цевка, нема да имаме ефект. Да. А да стои цевката така во земја и не е добро. Така. Имаме некои други размислувања за гасификација на полето, не на тој начин како што е сега, меѓутоа тоа е малку тешко, затоа што тие пластеници тие се веќе направени таму се. Да. Кога би било ние да пуштиме цевка на еден крак и само тој дел да се направи од полето, да се постават пластеници, тоа е веќе друга работа. Меѓутоа, тие се веќе поставени пластеници и ние мора да ја носиме цевката до нив. Бидејќи спомнавме дека многу време се зборуваше дека и Куклиш а Куклиш не е мало населено место, нема ли интерес од таму од жителите кои што живеат? Па може би да на некој начин па и да се компензира. Конкретно од таму до сега немало. Од Дабиле имавме интерес, имаше луѓе кои што прашуваа кога, како, што. Од Куклиш интерес имаше само од тие луѓе кои што имат пластеници. И нивниот интерес беше баш за пластениците. Никој не спомна ни за куќи, ни за ништо. Меѓутоа, ако ние однесеме цевка до пластениците, не е проблем да се пушти крак
во самото село во Клиш. Меѓутоа проблемот е дали пластениците ќе прифатат сето тоа да го користат. Така, директоре, го започнавме емисијата со 2020-та. Како ја карактеризирате? Што е со крајот на 2020-та, кога станува збор за финансиските резултати? Финансиските резултати се уште ги немаме разгледано, меѓутоа не се тие што ги очекувавме да бидат. Јас и на почетокот кажав, тие приклучоци кои што ги очекувавме не се реализира, многу мал дел се реализира од нив, така да и финансиските резултати не се како што требаше да бидат. Од друга страна, потрошувачката на природниот газ си останува таа, па дури и изголемена во однос на претходната година, и покрај тоа што школите многу рано ја завршија претходната грејна сезона, тоа беше март месец кога прекина со работа, фактички они март месец него ни користеа цел, не трошеа природен газ. Сега во овој период исто трошат природен газ, меѓутоа со многу помали количини. Затоа што знаеме. Да. Не работат како што работеа претходно, наставата се е онлайн од дома и така. Така. Имаме други активности во последен, сега овој период имаме доста приклучоци нови. Се уште се гради, форсираме изградбата на таа мрежа да ги довршиме тие делници последни што се од кредитот да искористиме. Со самата градба се пријавуваат нови корисници кај нас, брзаме ги приклучуваме нив, ќе видиме до крајот како ќе се иде. И идните планови? Идните планови се малку потешки, затоа што планираме како да биде нормална ситуација, во суштина не е нормална ситуација. Така. Имаме планови, ќе продолжиме во овој следната година, ќе се фокусираме повеќе на приклучување на државните институции и на стопанските објекти. Веќе имаме некои пресметки, калкулации, правиме споредби што би било, како би било потрошувачка, за да може да настапиме пред нив. Веќе имаме искуствено претходно кој од други стопански објекти кои што користеле други енергенци, па сега го користат природниот газ, така да може и тука да направиме споредба што и како е, за да полесно пристапиме до другите стопанственици, да им презентираме што значи природниот газ во поглед на економска исплатливост. Директор, јас ви благодарам што одвоивте време и што еве заедно со мене на гледачите буквално им објаснивме што се случува во моментов во Струмица газ и што е она кое што би можело да не очекува. Јас ви посакувам успешна 2021. Се надеваме сите дека ова со корона кризата ќе се стабилизира и ќе имаме некаков нормален тек на работите. Да се надеваме дека ќе биде така и ќе биде добро за сите, и за нас, и за вас, и за останатите граѓани. Ви благодарам на поканата, ми беше чест што учествував. Така, ви благодарам уште еднаш. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам што одвоивте време и бевте вечерва заедно со Визави и со директорот на јавното претпријатие Струмица газ и се гледаме во некое народно издание.